Во овој дел, во тема 1 во утрински брифинг, разговараме со председателот на Асоциацијата на архитекти на Македонија, господин Мартин Пановски. Добро утро. Добро утро. Господине Пановски, реков дека овој разговор, кога го замислував, бидејќи 57 години се одбележуваат од земјотресот, нели? Земјотрес кој што можеби го одбележува главниот град Скопје во поглед на градбите кои што сега ги има. Меѓутоа, ако зборуваме за оној период до осамостојувањето, односно комунистичкиот период и по осамостојувањето, кое што градиме некаков друг нов систем, од испуштени градби кои што представуваат некаква символика, што имаат испуштено генерациите во Македонија? Па ја немам информации дека, имаме објекти, проекти кои што се направени, кои што не се изградени никогаш, бијќи фатила кризата 80-ти години, значи оној бум кој што е на Скопје после земјотресот, градежен да се реизгради и нови објекти да се изградат кои што дотогаш ги немало во Република Македонија, 80-тите запира. Ја не би кажал, не би сакал да зборувам што сме испуштиле. Мислам дека дури тоа што сме го изградиле, сме го испуштиле да го изградиме како што треба. Што треба. Тоа е поголемиот проблем. Не гледам некакви репери објекти, бијќи такви ги имаме во Скопје. За жал, не се грижиме за тие објекти кои што се изградени во подземјотресно Скопје. Би сакал да го дочекам денот каде што ќе го видам градскиот трговски центар под заштита и така натака. Тие се некои работи кои што кај нас, како земете по медиуми, сите вчера дали постираа по социјални медиуми за земјотресот, за Скопје и така натака, но некако тоа у системов не можеме да го внесеме. Дека тоа е тоа и дека тоа треба да го заштитиме. За жал заштитуваме објекти кои што се нескопски. И кога ќе се навратите вака наназад вие и колегите, нели, архитекти, сте го замислувале Скопје со една ваква слика каква што е денес? Видете, оваа слика у суштина како што е денес не се случи нити во 80-тите, па дури нити во 90-тите. Таа оваа слика што имаме овдека е случајна од 2000-та година наваму. И денеска се случува. За жал, би требало в суштина да ја сватиме дека таа слика беше дури неминовна од аспект дека сме ние сиромашна држава. Цело тоа урбанизирање на Дебармала, на кисела вода и така натака, кој што в суштина пикот го имаше. Планирањето може би во 90-тите години, но нема да заборавиме дека 90-ти години се кај нас едни години каде што се занимаваме со бегалски кампови и така натака, така да тој дел од градежништвото е и усмерен натаму. После 2000-тите години всушност е еден извор не само на градежните компании да заработат, туку и на самите сопственици на земјата. Така тука е еден врзан систем во една сиромашна земја. Во еден од оние фокуси кога се работи за градбата во главниот град е секако узурпација на земјиштата, односно узурпација и на јавната површина преку, сега некои ќе се согласат, некои не, преку Скопје 2014. Меѓутоа, таа узурпација вие сте очекувале, таа урбана мафија како што се нарекува до ден денес, колку истата го има променето имиџот и на оно што треба да изгледа град со своји специфични градби кои што се важни бидејќи раскажуваат дали е одредена символика, дали е одредено минато на кое што треба да се сеќаваме. Видете, прво минатото на кое што треба да се сеќаваме, треба да се сеќаваме. Али не треба да станеме затворени у минатото. Секако. Скопје е неразвиен град и денеска е неразвиен град. Збориме како урбана матрица. Узурпацијата на јавниот простор ги има. Значи таа не е ни урбана мафија.
што се случи со Скопје 2014, тоа го направи државата. Значи државата си го окупираше слободниот простор. Така но зборуваме и за сите оние градби кои што се случуваат на секаде по општините, при тоа преку ноќ никнуваат. Видете, во ова ќе кажам како човек кој што доаѓа од пракса. Повторно ќе кажам, урбаната мафија под наводници која што сите сакаме да ја збориме, мислам дека дури е измислена приказка за да не си видиме сами себе у очи и огледало да се видиме, па да видиме дали урбаната мафија тоа или е нешто друго. Пак ќе ви кажам, сите тие локации биле приватни во Дебармало. Значи не е дека го узурпирале просторот, него едноставно собственикот на земјата за да има некаков приход барал. Значи јас знам точно колку е барано во Дебармало. Значи Дебармало беа приземи и два ката, колку што се сеќавам, со 12 метра висини. Под притисок на самите станари, не на урбаната мафија, се качија на П+4, со 18 метра. Така да, од тој аспект, урбаната мафија може да ја бараме внатре во системот. Не е надвор, таа е внатре во системот. Тука имаме еден проблем, со кој што ние исто така не кеме да се соочиме како држава. Значи, урбаната мафија може да ја барате од општините па натаму. Вики без тоа не оди. Не може да помине таа приказка. Така да во тој аспект узурпација на јавна површина има случаи, ги знаеме точно, ја знаеме зградата кај Мајчин дом и така натака. Тука во центарот на градот имаше идеја за узурпација да не збориме за Чаир. Значи за Чаир да не збориме, бидејќи така малце си го третираме дека тоа е некој друг град у некоја друга држава. Иначе таму имате диво градби, буквално каде ќе сакате, да не збориме дека работам во Штип имате диво градба, ископан плоштад и доле направен супермаркет, па е затворен плоштадот. Од тој аспект, со тие работи веќе не треба да дебатираме. Значи, цело време се префрла топката од не е надлежна општината, не е надлежно министерството и тука ви е јасно каде е приказката со урбаната мафија. Каде што не може да се најде во моментов собственикот на оној објект на Мавровка што се бара преку оглас. Затоа што ниту општините немаат евиденција кој е тој кој што гради, мислам. Да, видите, тој објект таму го разгледувавме во управен одбор, бијќи најави градоначалникот дека е почната процедура за рушење, не почекавме да видиме дали ќе се сруши. Очигледно дека е само најава за рушење, иначе зашто го бараат човекот? Ја прашам зашто го бараат, кој е собственикот. Вие верувате дека не се знае кој е собственикот или? Ви го бараат, ако ставите возило на сред партизанска, ќе го бараат собственикот или ќе отрнат возилото? Прво ќе го трнат, а потоа ќе го најдат. Која е разликата овдека? Разбирате, ние градењето и урбанизмот не го разбираме како правила, прописи и закони кои што мора да се почитуваат. Тие што треба да ги санкционираат работите, и они не гледаат на тој начин. Тука е проблемот. Дали е градежна мафија, им се дозволило да видите ако го срушат без да го бараат. Кој е? Да видите дали ќе им текне на следниот да го направи тоа. Проблемот со јавниот простор не е само ние немаме еден дух на заедништво. Ние направивме згради во Дебармало и зградите си направија огради со дворови. Ја немам проблем да направете згради, али све што ќе остане ќе биде јавен простор. Приватен јавен простор ние не го познаваме тоа. Тоа е најнормална дефиниција во било која земја. Приватен јавен простор. Би се дозволило да направите овдека објект, супер, ќе направите јавен простор и ќе го одржувате тој јавен простор. И секој ќе може да дојде. Видите, небулозни, како се вика, буквално у центар на град, до градски зид, направена нова зграда, има надпис на клупа, приватен простор. Во град е. Мислам, во центарот на градот. Небулозна работа. Одете во друг град и видите приватен. Може да биде приватно паркинг место. Али приватна клупа дека ќе има. Приватен тротоар. Приватен тротоар. Видете ги сите објекти во Дебармало, скоро сите се заградени, сите имаат некакви дворчиња.
менталниот склоп дека во Девармало, бики во куќите не живееле скоро никогаш една семејство. Секогаш се они као мини зградички, дури и сега, овие што се останати се по 2 до 4 стана. Они во менталниот склоп имаат останато дека они си имаат дворче, си живеат у центар, сега имаме зграда од 5 ката и пак си имаат дворче и така натака. Не одат тие работи. Да, треба да се има особена свест за тоа, бидејќи се работи за места каде што се разменува. Тука нема свест, тука имате општина, тука имате власт. Сакате да градите, услов за да градите ви ова. Во тој поглед, кога веќе ги спомнавте властите кои што се имаат ингеренции над овие прашања, често се кога разговарам за архитектурата и за град Скопје, често се навраќам на оние површини кои што се празни објекти во градот, стојат со години. Зошто се нема идеја за идејно решение за таквите места кои што слободно може да бидат зони? Па сега прво нешто што ми паѓа на памет е она напуштена фабрика во Влае во 57-ца каде што поминува. Еден од тие објекти е тоа, еден друг таков објект има во Топанско поле. Мислам, луѓето поминуваат и ги гледаат. Што ако тие места има идеја и може да бидат место за културно зближување и разменување на идеи помеѓу? Идеи секогаш од нас како архитекти има и ќе има. Имало и ќе има. Не, од ваша страна. Проблемот кај нас што прво немате бизнис кој што тоа го работи. Вие мора да имате клиент за тоа да го работи. Не можеме да направиме било што, ако нема кој да го менаџира и да го обслужува, тогаш не џабе сте го направиле, ќе пропадне повторно. За жал имате и имотно-правни односи кои што факт е дека не можете ништо да направите додека не се решат. Вие имате... Јас би рекол дека може да се направи, само доколку си има воља. Видете, имате и проблем. Урбанизмот не е гранка повеќе која што нели ние нацртавме и ова ќе се гради. Урбанизмот е менаџирање на град. Менаџирање на град значи ефикасно судство да имате. Не можете се влечкате 15 години за некоја локација, таа седи неизградена или уште полошо руинирана. Еве ќе ви илустрирам. Моето биро работеше на жолта сцена, тоа е Сезарце. Како еден волонтерски зафат во склоп на биеналето на македонската архитектура. Се направи, суштина без пари, со делови што се останати материјали од општина Центар во тоа време, бојата е онаа за фарбање улици и така натака, и тоа беше руина, висеа бетонски елементи кои што беа и не само грди, него и опасни. Таа сцена се направи, се сликаа сите и не бидете каква е. Нема кој да ја менаџира. Нема кој да ја менаџира и не се така. Значи, општината не ја менаџираше ни тогаш, не ја менаџира ни сега. Пропаѓа. Едноставно, било што нема да го култивирате, нема да го одржувате, тоа ќе пропадне многу брзо. Таа сцена пропадна за неполни 2 месеца. И беше интересна на почетокот на особено на помладите генерации да седат околу тоа место и да се дружат, меѓутоа во момент кога сакам да ви кажам, затоа и ви го спомнав, одржувањето дека ви го спомнав јавниот простор во приватна собственост. Веќе е друго, не ни можеме да одржуваме. Најубавите простори у суштина кои што се онака артикулирани, се некако приватни. Некој ги менаџира. Збориме на страна. Мора да му се да не може да оставите јавен простор и да кажете убав е јавниот простор, тој ништо нема ништо. Еве земете го оној простор кој што е кај карши паркингот за во Холидеј, значи пред црквата. Поминете, оно е фино средено, широк простор, ништо не се случува. Нема луѓе. Нема луѓе кои што седат таму. Ништо не се случува. Буквално е на транзитен отворен голем простор. Не викам дека не треба да има и такви во градот. Но луѓето имаат тенденција да одат некаде каде што прво ќе се осетат пријатно и ќе имаат некакво удобство. Во уште едно прашање кое што сакам да чуам ваше размислување, зошто не се гради футуристички во Македонија? Се нема доволно храброст и смелост или ова барокот од Скопје 2014 некако не го дозволува естетски
футуризмот и футуристичките објекти. Јас, на пример, увек сум се прашувал, секогаш сум се прашувал зошто, на пример, музеј на современа уметност не е некако си видна клавирна зграда, лаички зборам. Видете, прво да, кога станува збор за архитектура... за стиловите на архитектура секако е различно. Да, но видете, прва работа не е Скопје 2014 во Македонија, таков кичерај као Скопје 2014 се гради од 98 наваму. За жал, тој кичерај в суштина покажува еден карактер кој што вика јас сакам бев до сега у комунизам и сега сакам јас да покажам дека имам некакво ројалити позади мене и така натака, некаква историја која што е лажна, затоа и всушност нема да им го одземеме правото на сите генерации кои што имаат право да градат по свое, меѓутоа видете, доколку било присутно или има обележи. Знаете како е, целото тоа градење нема врска со архитектурата. Во 90-те и 2000-те години архитектите има еден пренос од оние големи градични фирми на помали проектантски бироа. Многу не има. Прво е многу не има како архитекти по жител на држава, така да и цената на проектирање ни е многу мала. И имате колеги кои што буквално како што ќе му каже инвеститорот, он така ќе го направи објектот. Тоа беше и со колегите кои што го работеа Скопје 2014, се знае точно дека им беше кажано вака треба да изгледа објектот. Футуристички објекти, онакви футуристички као што ги гледаме на запад, голем дел придонеси има и вчерашниот датум, тоа е земјотресот. Кај нас сепак имаме многу поголеми стандарди за земјотресно инженерство него, да речеме во Германија и така натака. Каде што кај нас, ако е во Германија еден столб 40 сантима, кај нас ќе биде 60-70 сантима. Така да и од тој аспект сме малце ограничени со тој дел и главна работа се економијата на инвеститорите. Значи, ако земете вие во соседна Бугарија колку многу се гради, какви фини објекти градат, и дека тие се полни со компании, тука ќе ви стане јасно. Кај нас, кажете ми неколку деловни згради што се направиле во последниве 5 години и кои што се полни. Да, малку се. Значи, тотално. Да не им правам сега бесплатна реклама, да не ги спомнувам на кои се мислам, меѓутоа малку се така на прсти се. Значи, вие немате компании во значи објектот треба да има некаква функција. Џабе вие ќе го направите ако остане празен. За некаде крај на разговорот, Мартин Пановски, претседател на Асоциацијата на архитекти на Македонија, во поглед на образованието, што е оно што би требало или треба да се промени кога е во прашање архитектурата, со цел да ги, можеби, тие некои нови идни генерации бидат посмели и променат нешто многу нагло уште, да кажам. Видете, овие вие рековте дека судството е генерациите се секогаш смели, не е дека како фела ние не сме смели или дека образованието ни е лошо. Не зборувам само и за архитектурата. Вие спомнавте и судството дека е едно од оние кои што зависи за квалитетните. Све е врзано. Она што треба да се промени во образованието всушност е да се свати дека све е врзано. Дека единствен начин ние да добиеме подобра архитектура, дали е тоа на ниво на град или на ниво на објект, е дека се има врска, дури и судот има врска. И како архитекти, да, треба да кажеме, луѓе, не смеете да држите 15 години судски спор и да имате тараби негдека у центар на град. Тоа не смее да се случи во било кој град. Тука да имате јака локална власт, цело време го повторувам, Скопје е расцепкан град. Како град не можам да го гледам. Ако го гледаме урбанистички, не го гледаме Скопје. Го гледаме општина Центар, општина Карпош и така натака. Дајте власт, како сегдека у свет, градоначалник на Белград, градоначалник на Њујорк, дајте го кафе, градоначалник на Пекинг, не се 500 луѓе, еден е. У Скопје немате еден човек, имате многу.
Не можеме да разговараме нити за човек кој што има мок да каже во каде што треба да се каже, дечки судските процеси бидат многу бавни. Ми го кочите градот. Значи, мора да се смени закон за урбанистичко планирање затоа што не одговара. Нема таков човек во моментов. Ја нема таа мок. Секој градоначалник во Скопје ја има истата мок као било кој градоначалник во Македонија. Не би сакал да ги омаловажувам, но сепак Скопје е Скопје. Пола Македонија живее овде. И помалку, односно намалување на оној комодитет во... Да видите, тоа со градоначалниците всушност е политичка работа која што беше за да се подкусуруваат партиите при избори, да имаат повеќе каде кого да стават. Страшно е. И не може да разговараме нити за урбанизам, нити како треба да биде, ни како било, се дека тоа не се смее. Тоа е главната и број еден работа на која што треба да работиме. Ви благодарам на одвоеното време. Верувам дека отворивме доста интересни прашања, иако кратко време, некаде 15 на 20 минути разговараме. Ќе напоменем уште еднаш господин Мартин Пановски, председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Ви благодарам.